Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Господине Симовски, последниот извештај на државниот ревизор за иселувањето покажува поразителни податоци. Како вие како статистичари го коментирате овој тренд на иселување од државата? Прво благодарам на поканата за гостувањето кај вас. Ова е нешто на што ние апелираме веќе многу одамна. За жал, многу малку се водише сметка во државата. Не говорам за последните години, а 2-3 говорам за периодот 30 години. Каде што кажуваме дека иселувањето од државата е клучниот демографски проблем. Зошто велиме клучен демографски проблем? Бидејќи иселувањето, емиграцијата има двојно дејство. Прво, делува директно на загуба на жива сила и за жал на нова најпродуктивна, на младо население кое што треба да носи ината и економска и тоа е секоја друга активност во државата. А индиректно влијае на наталитетот во државата, бидејќи тоа е население кое што треба да е носител на иниот наталитет. Така да ова го говориме веќе со децении. За жал ефектите се слаби, но не може да ги обвинуваме оние кои се иселуваат, бидејќи наоѓаат различни фактори, причини зашто тоа го прават. Имате ли податоци кои се причините на овие кои што се иселувале? Точни податоци колку? Не, за жал државата воопшто нема и немала никогаш точен податок на иселувањето, бидејќи иако постои закон дека кога се иселувате вие треба да го одјавите своето живалиште, за жал тоа никој не го прави. И има оправдување зашто не го прави. Никој не знае со сигурност дека таму кај што тргнал, дека ќе успее, дека ќе добие документи со одветни и така натака и не го пријавува, не го одјавува живелиштето, а од друга страна и никогаш, иако во законот постојат некои казнени одредби, тоа не се примениле тие одредби. Она што добро се регистрира во државата е доселувањето на странци или нивното доаѓање дека со одобрение за престој, тука веќе има идеална точност. Податоците на ревизорите беа дека годишно се иселувале околу 2500 високообразовани луѓе од земјава. Кои се вашите податоци? Дали се ова реални бројки? Искрено не го прочитав извештајот, меѓутоа ги слушам сите коментари по медиумите и ова ме зачути малку, бидејќи дават многу прецизен податок. Значи не велат околу или било што, туку точно прецизен податок. Не знам од каде е ова. Ние навистина се обидуваме да добиеме по сите можни начини било каква информација, па макар и приближна за бројот и структурата на тие кои се иселуваат годишно, и ме зачудува од кај е толку прецизен податок. Она што ме плаши е дека ова е мала бројка, дека е многу поголема, бидејќи нашите процени, особено што пред половина година прилика објавивме проекции на населението во нашата држава до 2017 година, правевме страшно многу анализи за да ги поставиме хипотезите за миграциите и нашата проценка е дека во овој момент некаде околу 15.000 лица се иселуваат годишно од државата. И најголемиот дел од тие луѓе се млади, на возраст помеѓу 20 и 30 години, кои што се во принцип со најмалку средно образование, а добар дел од нив и со високо. Така да дури оваа бројка ми е ниска. Се плашам дека е ниска. Би бил многу среќен да не сум го право. Во вашите проценки, тогаш кои што ги објавивте, дека за помалку од 50 години, односно до 2070-та, ќе има речиси 1,2 милиони луѓе во земјава. Објавивме проекции. Так. Да не мешаме поимите, проценките се за насад. За нешто што се случило веќе, тие се врз основа на релевантни податоци. Проекциите подразбираат сценарија кои што окажуваат, ние направиме 7 сценарија, кои што окажуваат што може да се случи ако одредени фактори тие кои што влијаат на демографскиот развој делуваат во ова или во некоја друга насока. Значи ние потенцијално можните случувања. Една од најпесимистичките варијанти е дека може да случи и такво нешто. Ова се последици кои се можни со оглед на досегашното делување на факторите. Така се правени тие варијанти и целта е да не се случи тоа што не сакаме да се случи. Беше од тие причини до некаде беше спроведен и пописот. Имаше и други причини за да се спроведе, но дали после пописот некои институции се заинтересира врз основа на она што беше добиено како податок од пописот да направи стратегија токму од и во овој дел на пример. Јас сум многу среќен што
и покрај сите оние сетови на податоци што ги објавивме и кои се достапни на сите, имавме страшно многу барања за дополнителни податоци, дополнителни обработки од пописот и тоа многу ме радува. Кога говориме за некакви стратегии, значи знам дека не е донесена, усвоена се уште, меѓутоа е во завршна фаза одамна развојната стратегија на Република Северна Македонија, која што базираше и на податоците од пописот, но и на податоците од проекциите кои се ги направи. Исто така знам дека и таа не е официализирана се уште, дека е направена стратегија за демографски развој во Република Северна Македонија, ја со помош на UNFPA, зашто не е уште објавена, не знам. Значи, се користат податоците. Се користат страшно многу и од страна на локалната самоуправа за правењето на не би рекол урбанистички, туку на стратешките планови за развој на локалните единици. Новата влада повторно најавува мерки за зголемување на наталитетот, повторно еден вид награди за трето дете. Дали ова би можело да придонесе во однос на зголемувањето на бројот на населението? Јас сум голем противник на ваквите демографски политики, заради тоа што никогаш и никаде не даде резултати. Тие може да дадат резултат една година и ништо повеќе, до 2 максимум. Така се случи и со минатата демографска стратегија, да имаме мал пораст на наталитетот годината која што следеше после носењето на стратегијата и мерките кои се преземаа, и нешто мал интензитет следната година и толку. И веќе повторно добијаме оној страшно голем пат. Оно што е клучно во демографската стратегија што треба да се направи, ова што го говорев претходно за причините за миграциите. Значи, тука треба да се делува, за да прво не се иселува она фертилно население, она кој што треба да раѓа. Вие бабите не може да ги натреате да родат. Не може. Природата не го дава, не ја дава таа можност. Ако немате население кое што е потенцијален носител на идниот наталитет, вие можете да правите што го сакате, нема да постигнете никаква цел. На друга тема, актуелен е пописот моментално во Албанија. Според бројот на попишани бугари може да се види дека во Албанија изнесува речиси 8.000 на сметка на македонци каде што е 2.300. Ако се земат резултатите од претходниот попис кој што се спроведувал во 2011, имало 5.500 македонци. Можни ли се ваквите промени во овој период измеѓу двата пописа? Секаде во светот, во земјите кои што прибираат податок за етничката припадност, овој податок мора да биде израз на слободна волја, на тој кој што го дава податокот. И тоа го тврдам, го знам, бидејќи бев во тек и во сите подготовки и во за пописот во Албанија, дека тука апсолутно не е дозволено некој, може да се случат инцидентни случаи, ама таму се реагира и веројатно и знам дека би се реагирало. Значи тоа е она реална состојба на изјаснувањето на овие луѓе. Сега што тука беше и тука не можеме да го видиме институцијата, таму е Институт за статистика на Албанија, дека вие разговаравте со вашите колеги после ова што се случуваше? Значи не го очекува на ова. Мада јас го очекував на некој начин. Проблемот беше друг. Во тој предпописен период кога се најави пописот во Албанија, имавме интензивна, многу интензивна и многу како да кажам, јака активност на бугарската држава да агитираат, купуваат, даваат можности државјанство, кое што за жал заради економски причини пресе желбата да се оди надвор од државата, да имате пасош кој што нема да ви прави проблеми, да им барате документи и така натака. Многу луѓе го прифатија тој предизвик. Меѓутоа не можеме ние државата да ја обвиниме за тоа, можеби да ја обвиниме за тоа што дозволила таков притисок. Тука може, ама тоа е веќе политика и јас не би сакала да се мешам во тој дел. Да, но сепак значи се работи за еден вид инженеринг на Тоа се случуваше и овде, да се разбереме. И тоа се случуваше и овде. И овде многу луѓе за време на пописот кои што имаат, а ги имаат многу бугарски државјанства, барем тие информации што ги добивав од поединци кои што такви случаи, дека ако не се пријават во пописот како бугари, дека ќе го прекинат државјанството, иако ние ту една држава на светот, ниту една држава нема право да даде таков податок никому. Сдруженијата од Македонија моментално бараат да се повтори целата операција. Возможно ли е такво нешто да се повтори пописот баш од тие причини затоа што не веруваат во резултатите кои што се добиени? Па ние го повториме пописот од 91 година, ако не.
ако се сеќавате, имавме уште еден попис од 94 година, бидејќи во 91 година пописот поголемиот дел од албанската популација во државата го бойкотираше пописот. И тогаш немавме можности како сега што ги имаме преку регистри ги прибереме тие податоци и го повториме пописот во 94 година. Меѓутоа, ова е одлука на албанската влада, јас не можам тука. Тоа значи дека Албанија доколку сака би можела да бидејќи државата би требало да има интерес тоа се прескапи операции. Не знам, не можам да се мешам од тој дел, меѓутоа она што е за што сум сигурен и за што не можам никош да ги обвинам на моите колеги и колешки во Албанија е дека некој барем по правилата, по методолошките решенија, по сите стандарди кои се ставени во тој попис, ги знам сите до еден, дека некој влијал на таа. Значи тоа е исклучиво лично изјаснување. Вие не можете некој со сила да ама чекајте, вие немало бугари до сега, вие не можете да се изјасните таква. Тоа е слободно изјаснување. Колку е реална слика на демографските движења? Колку може да има бугари во Албанија, а помалку македонци, ако знаеме дека сме соседна двете земји соседни? Бидејќи за жал или за среќа, јас би рекол за среќа, и во Албанија е случај да се меша населението. Да, може би некогаш постојала поголема македонска популација, грците велат дека имало грчка, има и сега се уште. Меѓутоа се меша луѓето. Има мешани бракови, децата таму се раѓаат, таму растат. Тие го избираат својот етникум, дали ќе се изјаснат, нема се изјаснат. По податоците од претходниот попис, мислам дека околу 6000 беа тогаш како македонци пријавени. Ако ги собереме сега овие 8000 и 2000 што се пријавени се 10.000, значи дека некои 4000 нови се пријавили. Сигурно има влијание и кај населението албанско, кои што би се изјасниле нормално како албанци, и како некако власти, и како оние како грци, кои што успеале да бидат купени на некој начин од страна на бугарската политика. Кои се вашите информации во однос на пописот во Косово? И таму исто така може да се видат дека има некакви појавувања, сега не се официјални информациите, но појавување на поголем број на регистрирани бугарски државјани. Јас понашто го следам, нашите колеги од Косово објавија податок на попишано население. Не објавија податоци било какви, тоа е прелиминарни, првични податоци кои што сигурно ќе претрпат и корекции, само за бројот на попишано население. Но таму знам дека во Северно Косово имавме бојкот. Така да колку ќе бидат овие релевантни податоци, не знам, нека оцена сами во Косово, жал ми што така се случи. Да, но сведочење на луѓе веќе има за нашите колеги дека тие се пишале, например, како бугари, а не се чувствуваат така, си остануваме... Ништо чудно и тоа да се случува. Да, но дали е тоа тивка многу интензивна таа пропаганда, кој што не носи добро никому по мене, ама за жал се случува. И за жал многу луѓе од пред се економски, меѓутоа не само економски, некојаш и лукративни причини, го прифаќаат тоа. А тука не може да се ме, тоа е сепак лично. Она што мене најповеќе ми пречи, истите тие луѓе ви се појавуваат како најголеми бранители на националното утре, а спротивното го направиле. Ова е некако поврзано и со балансерот кој што функционираше кај нас во државата. Вие се спротивставивте после пописот за начинот на кој што ќе се пребројуваат. Сега најнови информации се дека еве новата влада ќе го укинува. Решение ли да се укине балансерот? Кое решение за да се вработуваат луѓето? Дали треба по етничка основа? Токму од овие причини тие се пишуваат после тоа на пописот како македонци, албанци, роми, власи. Балансерот е политичка алатка. Јас секогаш избегнувам да давам политички изјави. Сепак сакам да се држам за стручноста и не би коментирал дали е потребен или не е потребен. Но она што апсолутно излегов јас во јавноста, за жал може би единствен бев, кој што кажа дека се злоупотребуваат податоците од пописот, бидејќи релевантните податоци за структурата на населението се резидентното население. И тоа е секаде во светот. Ние направивме обид да добиеме што е можно повеќе информации за нашите државјани кои што не живеат во државата, ама тие се дел од нерезидентно население. Таму остана повеќе од 450.000 согласно регистрите кои што не беа фатени. Ако веќе го користиме тој податок, а не треба да го користиме, тогаш треба да ги вклучиме и овие луѓе. А не само она што беше попишано. За жал, остана само мојата интервенција, не се промени ништо. Драго ми е што сега прво ја менуваат
Не ја укинуваат алатката, таа сепак треба да се промени со закон, има таму малку покомплицирано е тој дел, меѓутоа се враќа на резидентно население и што е точно, што е коректно. Да, но бевме сведоци каде што луѓето се менуваа националноста токму од причини за да се вработат. Дефинитивно, кога ќе ставите клуч, тој се злоупотребува. Бидејќи, кажете ми, кој од нас има документ за етничка припадност? И дали треба да има? Се направи еден обид, ако не се лажам, од министерот за правда, да се воведе во изводите од матична книга на родени и етничка припадност. Меѓутоа, ајде вака, јас ќе поставам прашање. Прво тоа чувство, кое што е мерливо. Втора работа, дали ние сме сите 100% тоа што се изјаснува. Ние имаме деца на мешани бракови. Тие самите бираат каде би се изјаснели. Додека се малолетни, треба некој друг, треба родителите. Па вие таква ситуација може да дојде до развод на бракови. Бидејќи секој ќе сака својата етникум да го носи детето. Значи тоа не се така едноставни работи, ќе ги ставиме, бидејќи мене ми текнало така е добро. Да било така можност, сепак тоа е чувство. Затоа никогаш не викаме припадност класика. Чувство кон етничка припадност. Тоа сите го забораваат кога ќе го борат кога говорат политички. Ви благодарам. Мола. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.